Нино Васев сака да се брани од куќен притвор или од слобода без пасош. Ова барање неговите адвокати го доставиле до кривичниот суд, бидејќи двата предмети во кои прво обвинете екс-директорот на онкологија биле обемни, а условите во затвор не дозволувале соодветна одбрана. Вака од притвор, вакви два предмета со ваква динамика му се загрозува правото на одбрана на човек. Денеска побаравме, јас не можам да работам 3 сата во затвор, треба да ми дадат соба таму да спијам. Поготоа што сме двајца и ова работа е исклучително, самите гледате, обемна. Значи, огромна е работата за да одговорите на се она што е поставено како обвинение, како доказно средство од обвинителството. Како 10 предмети да работиме наеднаш. Додека Нино Васев ја водел клиниката за онкологија, се потпишувала така наречена условна терапија, која се испорачува пред да биде завршена јавната набавка. Ова го сведочеше вработена во аптеката на клиниката, која дополни дека поголема поборувачко имало за канцер на дојка, а од лековите голем дел оделе и во дневната болница. Дали биле земени лекови за реверс од условен буџет пред да биде склучен договор со добавувач и во тек на јавна набавка? До декември 2021 година цврсти нарачки поднос на сите лекови се правени од јавни набавки. Кога се прави тоа, се доставува до аптека и до доставувачот. Кога се прави набавка за реверс, значи дека јавната набавка не е завршена. Цврста набавка се прави кога јавната набавка е завршена и се наведува бројот на договорот. Во реверс такво нешто не постои. Беше сослушана и шалтерска работничка која рече дека додека Васев раководел со клиниката, негов потпис имало на извештаите за лекови од условен буџет. Дали се одобруваше терапијата од директорот? Па претпоставувам дека ја одобрувал. Јас работам на дојка и кај нас на секој извештај го имаше потписот од доктор Нино Васев на тие лекови што се на условен буџет. Дали тоа уште така функционира? Од стручен колегиум секој втор четврток на кој присуствуваат сите шефови на оддели се потпишуваат на една листа. За одбраната пак сите сведочења ставиле до знаење дека се работело според закон, дури и со лековите на реверс, бидејќи морало да има терапија за најтешко болните. Па да ви кажам, ја немам таков податок и тоа за мене е ирелевантно дали се давали или не се давале. За мене е битно дали самата процедура на купување на лекови на реверс е легална и законита, логична или не. Ако тоа е легално и законито, и ако се е тука чисто, дали пред тоа или после него, тоа е релевантно. Судот на почетокот на судењето информираше дека републичкиот обвинител Коцевски не се согласил со смена на Ана Гоговска-Јакимовска, бидејќи обвинението го застапувала професионално, стручно и законски. Во предметот за финансиските злоупотреби на клиниката за онкологија, освен Васев, обвинете и организацијскиот директор Нехат Нухи, и двајцата се во притвор во Шутка.